соодветен ден кога повторно со Менса Македонија потсетуваме дека се отвораат вратите за сите кои што сакаат да ја тестираат својата општа интелигенција на 19 април во Скопје, 25 април во Битола. Тестирање кои што виле споминавме со Цеце утринава не бараат конкретно знаење, туку логика, мислење и начин на решавање проблеми и кои ги отвораат вратите кон еден од најпрестижните светски интелектуални заедници, тоа е Менса, која што годинава одбележува и 80 години од своето основање. Но зад бројките и процентите стои многу поголема приказна за потенцијалот на човекот, за тоа како се мери интелигенцијата денес и дали на вистина 2% од популацијата ја носат разликата во начинот на кој што размислуваме и создаваме. Немој непозната Ерен Телма телевизија, како што тој утринава влезе во студио и рече 3 пати доаѓам сезонава во Телма и 3 пати врне. Нешто берикетно се случува. Илија Стевков, претседател на Менса Македонија, добро утро и ти благодарам за овие 15 минути сосема соодветни за да споменеме не само и за македонската квиз асоциација, еве на крај меѓутоа најважно за овие два датуми и за јубилеот 80 години Менса. Добро утро, благодарам на поканата. Секој пат ни е восхит да те имаме и уште побаво да споделиме неколку прашања и одговори. Дојдовме до оној календарски период кога може да ги најавиме сега тестирањата за оние кои што можеби не се запознаени, ќе потсетиме на некои податоци за тоа дека еве 3 пати можеме во животот да направиме тестирање со Менса. Меѓутоа оттаму да започнеме дека ова е прво или второ тестирање годинава Илија? Прво во Скопје, второ годинава во Македонија, веќе имавме успешно тестирање во Кичево. Како поминавте таму? Што значи успешно? Имаше кандидати, имаше положени кандидати. Така да така можеме да го. И тие положени веднаш влегуваат и стануваат дел од вашата асоциација? Тие добиваат покана за членство, на моја радост се прифатија и се веќе наши членови. Одлично. Следното тестирање, како што спомна Марко, е во недела, 19 април на American University of Europe, поранешен фон, во 11 часот. Условите се како и сегаш исти, значи тестовите на Менса Македонија се за лица со наполнети 16 години. Најмногу 3 пати во животот може да се тестира еден потенцијален кандидат и меѓу две тестирања треба да поминат најмалку 6 месеци. Така да генерално тие се условите. Менса традиционално ги поддржува крводарителите и младите популација, значи учениците и студентите, и затоа имаат 50% на износот на тестирање, кој што е најнизок во Европа, убедливо најнизок во Европа, дури двојно понизок од било која земја во регионот, но се трудиме да го зголемиме нашето членство, па се трудиме да бидат тие цени пристапни. И ако не грешам, македонците со интелигенцијата споменат и дека се носат не толку лошо на скалилото во светски рамки, според некои параметри или референтни вредности во бројки. Да, некаде сме на средината на таа табела на членови на Менса на милион жители население и се трудиме тој коефициент, тој параметри да го подобриме. Илија, која е можеби најсоодветна возраст да се направи овој тест ако се прави само 3 пати во животот, еве? Јас приметувам по самиот себе си дека можеби студентските денови се пикот на брзото размислување, бидејќи тестовите на Менса бараат голем фокус, бидејќи се доста прашања во кратко време и мислам дека како помлади можеби имаме поостар ум и побрзо размислување, што би донело до добар резултат, што би резултирало со покана за членство. Меѓутоа нема да го обструираме патот и да ве обесхрабриме, туку напротив, секоја доба од животот е соодветно си направите анонимен тестот, значи не треба да се плашиме дали ќе потврлиме или не. Илија, колку е објективен IQ тестот за оние кои што првпат не гледате или се запознаваат со Менса во мерење на човечкиот потенцијал? Значи Менса има неколку тестови кои што сите се визуелни тестови кои што се прифатливи за да се добие покана за членство во Менса. IQ тестот само го дава параметрот на коефициент на интелигенција, кој што Менса бара да биде во горните 2% од светската популација, но од друга страна секаков профил, широк профил на наши членови има во Македонија и во светот, значи почнувајќи од пензионери, луѓе што се доктори науки до луѓе кои што се невработени млади лица, имаме сега по 16 по 17 години средношколци, значи широк е опсегот, тој е, како да кажеме, тој коефициент на интелигенција не е пресуден. Туку е еден од параметрите што формира карактерот на еден човек. Чисто ми интересира твој одговор. Дали подобар IQ би значило подобра животна одлука? Можам да споделам едно размислување од последната светска конференција која што беше лани во октомври во Дизелдорф, а тоа е дека членовите на Менса имаат
тенденција да overthink, да премногу размислуваат. И тоа во некои аспекти на општеството може да се да не е добродојдено. Да не е толку корисно. Да. Дали може да се случи пример да речеме човек да е вистина исклучително интелигентен, а да потврди на тестот? Да има трема? Сосема е можно. Сосема е можно, убаво е кажа дека една од причините може да е трема, притисок. Потоа ти може да бидеш гениален на свој начин, но да не ти оди визуелното решавање на тестовите. Може би други типови на прашања и тој начин, но бидејќи тестовите се интернационални, мајчиниот јазик треба да биде исклучен од параметрите, од можните параметри, да речеме, нам англискиот не ни е мајчин јазик и доколку тестовите се на англиски, можеби не би оствариле такви резултати, а затоа сите прашања се визуелни. Можеби некој кој што е подобар со друг тип на проблеми нема толку добро да ги варира, да ги владее тие визуелни матрици. И можеби заради тоа нема да и покрај големата интелигенција на човекот, можеби резултатот. Сум бил сведок, бидејќи ние сме едни од прокторите на тестирањата, каде што тремата и притисокот си го прават своето. Моје лично мислење е дека треба одморен ум, бидејќи фокусот е битен. Да, и може да не споделиш тие што ќе се пријават. Да, и како да се подготват ден претходно или можеби недела дена претходно за да извадат од себе најдобри резултати. Да, нашата фејсбук страница ние го објавуваме тестот кој што е развиен во соработка со Менса Норвешка, таму има и упатства и на македонски јазик, подготвени од Менса Македонија, можеби да решаваат неколку такви тестови. Прашањата се сосема различни од тие што ќе прават, но барем стилот на прашањата, тајмингот, колку време ти треба, бидејќи тестовите исто се тежината на прашањата се зголемува кон крајот на тестот, значи се почнува со едноставни прашања за понатаму да дојдат покомплицираните и можеби тоа би влијаело исто на еден начин тренинг, да го истренираме нашиот ум да влијае, да размислува побрзо или да размислува пофокусирано на таков тип на прашања. Илија, постои ли, кога веќе спомена тренинг, за еве тие што се дел од Менса, како да тренираат, да си го тренираат умот, за да си ја одржат таа ментална хигиена? Па да, меѓу другото... Тој степен на интелигенција кој што го поседуваат. Затоа што нели, едно е да го имаш, ама ако понатака во животот не работиш на тоа поле, не се надградуваш и така натака, претпоставам можеби ништо нема да направиш со тоа, така? Да, умот треба да се одржува во кондиција. Почнувајќи од Mensa International на својата веб страница има некои, ајде да речеме, brain games, не знам, вежби за мозок. И имаме неколку ние ги викаме СИК, тоа се специјални интересни групи, да речеме друштвени игри, некои такви работи. Може да се одржува, приметувам по самиот себе си, ги спомна Марко и квизовите, дека добро влијаат, а и ако ги видиме и сите светски стручњаци, како да речеме старееме, мозокот треба да го одржуваме во добра кондиција. Да. Често пати знаеме да кажеме дека мозочната маст мора да ја потикнеме, односно нели тие сиви кели кои што секој од нас ги има, затоа што како проаѓа времето, секоја деценија стануваме, како што кажав јас, се поголеми пасивни наблюдувачи на околу нас, а никако не правиме тренинг на најкомплексниот можеби човечки орган. Ќе потсетам апропо за ова тестирање, рековме второ во Македонија, прво годинава во Скопје. Годинава во Скопје. Некаде прочитав, да не изумиме со цеце, дали добар IQ положен е над 130? Моментално мислам дека е 134 на овие тестови, на претходните беше 140, нешто не значи дека коефициентот на интелигенција опаѓа, туку тестовите се така формулирани, бидејќи на неколку години се менуваат тие тестови, Mensa International ги менува или нашиот национален психолог. Моментално порано користевме тие што се следат по норматиката, порано користевме Равенови матрици, а од пред неколку години користиме така наречени ФРЦ тестови кои што се исто визуелни, но сменете тестот споредено со тестот кој што например ја го полагав пред повеќе 15 години. Се добиваат резултатите или? Во рок од неколку дена, само како што кажа, не е тестирањето анонимно, туку резултатите се приватни. Значи, само кандидатот и националниот психолог на Менса Македонија, кој што е овластен од Mensa International, ќе го знаат резултатот, значи не ги објавуваме никаде на имейл адресата со која што кандидатот ќе се регистрира за неколку дена, бидејќи еден човек ги прегледува, ќе му пристигне резултатот и доколку е во тие топ 2%, горни 2%, ќе добие покана за членство, кој што не секој прифаќа, како параметра сме збореле, моментално близу 900, 885 некаде граѓани на Република Македонија го имаат положено тестот, но нешто помалку од 700 имаат прифатено поканата за членство.
ми отиде мислата И да јас имам, ако е на 19 април во Скопје, споменавме имаме во Битола, да го најавиме и тоа. На 25 април. Коле Калински, ако не Не, на Меѓународниот славјански универзитет. Аха, значи некоја погрешна информација. На Меѓународниот славјански универзитет во Битола, со почеток мислам во 12 часот ќе биде идната сабота. Добре, сега зошто Скопје и Битола? Што е со останатите градови или толку се можностите сега за сега? Па ние сме волонтерска организација и ние се трудиме да спроведеме што е можно повеќе тестирање, затоа што наш интерес е да имаме повеќе членови. Да. Од друга страна се трудиме секогаш традиционално да ги опфатиме универзитетските центри, како концентрација на млада популација, да. Просечната возраст на членови на МС Македонија секоја година е се поголема и затоа ни требаат млади членови како би да речеме се подмладило малку членството и донеле некои свежа крв, свежи идеи во организацијата. Скопје и Битола си меѓу најголемите, мислам Скопје и Битола си најголемите градови во Македонија. Ние се трудиме, во мај планираме уште во 2 града, еден од нив би требало да биде Радовиш, кој што е помал град, и уште еден што ќе го објавиме. Во октомври лани имавме во Струмица. Значи се трудиме да бидеме присутни, но традиционално правиме неколку тестирања во Скопје и тие се со најголем одзив, морам да кажам. Па да, кога видиме другото од луѓето се нели во Скопје стационирани, најчесто младите, најмногу младите би рекла, така што веројатно имате добар одзив на тестирањата. Во минута и пол мора да одговориме на 2 прашања колку што можеме. За квизовите, меѓутоа само да прашам ова кратко, дали некој кој што е во светот на математиката, физиката и така натаму предничи во аспект или еве да речеме не мора да значи? Па тоа мислам, дали има некакви параметри ако добро се снаоѓате нели да речем во таа логика, дека добро ќе поминете и дека сте подобри од Генерално ние имаме од сите, значи од доктори до адвокати до како што спомнав од сите профили, но предничат луѓе од природните и од техничките науки. Можеме ние имаме, пошто јас сум електроинженер, имаме тенденција да ни се интересни тие тестови, да сакаме да се тестираме. Може би ни лежат поише визуелните прашања. Само на кратко, 80 години Менса Македонија, Менса Интернешнл на 1 октомври настанот ќе се одржи во Букурешт, но и ние сакаме да донесеме годишна програма кај што малце ќе обрнеме внимание. Ќе се видиме пак, да знаеш. Да, ќе се видиме некој уште колку пати на овие. Како член на Македонската квиз асоциација, викендов завршува надпреварачката сезона на тематските квизи на Македонската квиз асоциација. Темите се спорт и Македонија, значи 100 прашања поврзани со Македонија, би сакал да ги повикам гледачите да не најдат на Facebook Македонска квиз асоциација да се пријават на тие квизови. Сезоната ќе заврши со Мастерсот во Охрид во мај и светското првенство во јуни. Значи со ова ја завршуваме сезоната на квизови, меѓутоа од наесен како што велиш почнува една новата надпреварувачка сезона. Нова надпреварувачка сезона, затоа што и ќе сигурно ќе дополнително потсетиме за 1 октомври. Многу ти благодариме. Подсетуваме уште еднаш 19 април Скопје, познат како некогаш и Фон, и во Битола 25 на Славјански на 25 12 часот. Скопје 11 да не забраваме. Илија, благодариме. Се гледаме секако за сите овие работи кои што ги начна во многу по инакво или поопширно издание.